Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Скопската котлина, во незиниот јужен дел. Овој пат решив да прошетам во непосредна близина на Скопје, главниот град на Република Македонија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешното наше современие. Наминав во атарот на општина Аеродром, една од десетината општини кои припаѓаат на урбаниот дел на градот Скопје, поточно речено во селото Горно Лисиче, едно од двете населени места со исто име, кое е во составот на оваа општина. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощно рано во утринските часови. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото кристално чисто, сонцето што току беше изгрејано над плодната Скопска котлина, каде што селото Горно Лисиче раскошно блескотеше под зраците на скопското сонце, распослано во непосредна близина на утоката на Маркова река во Вардар, кое е село во минатото, а денеска е составен дел на областа која го опфаќа долниот слив на Маркова река, кој територијално е поделен на три главни дела – Горни села, Долни села и Каршијак, а селото Горно Лисиче припаѓа на долните села заедно со селата Долно Лисиче, Моране, Студеничани, Драчево, Љубош, Батинци, Дражевица, Варвара и Маркова Сушица. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите? Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Горно Лисиче низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите горнолисичани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајкини Гоце Трпчевски и Гоце Стефковски да присуствувам на осветувањето на новоизградените конаци на црковниот храм Свети апостоли Петар и Павле, каде што со молитвениот чин чино начинствуваше поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан,
архиепископ Македонски и Охридски и Скопски митрополит, заедно со архиереското Скопско наместништво и црковниот одбор на соборниот храм во селото Горно Лисиче, Свети апостоли Петар и Павле, кое се одржа на 14 септември 2016 Господово лето. Но пред да ја видите приказната за осветувањето на новите конаци на црковниот храм Свети апостоли Петар и Павле, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Прв пат селото Горно Лисиче во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаел IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Горно Лисиче припаѓа како имот на манастирот Свети Никола во Скопската Црна Гора, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби од 1341 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, издадена во обновениот манастир Свети Ѓорѓи Скопски, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Марков манастир. Од кај си родум? Од Булачани. Од Булачани? Да. Од Булачани во Горно Лисиче. Да. Како ти се викаше домајчинот? Божидар Нешевски. Имам нуци 7. Парануци. Имам нуки. Од овој синот не ми се уште женети. Имам 20 од нима. Кој се вака околу тебе повеќе, што се вика? Кој? Од кај синот. Од кај синот, а? Да. Како ти се вика тие? Ми се вика Боне едниот, Така? едниот Христијан, а синот се вика Тихомир. Ти се радува ли душата вака кој ќе дојдат твоите внуци, правнуци да те видат? Ме натерава на Свети Никола да играм. А, убаво, убаво, убаво. Си била ли во Булачани тамо да видиш како е? Па умрва мајка ми и татко ми, и браќа ми умрва. Остана, они у Бутел се пренесе, остана така местото. И така седи, што да кажам друго. Иначе вака едно кој беше млада на времето, што се оде овој се работеше на времето? Се жниеше, се копаше, се предеше, волна се пареше, се чепкаше, килими се ткаева и така. Првите пишани податоци за селото Горно Лисиче се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1452-1453 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Агбаш со 22 џизие ханета, односно домајќинства, а му припаѓало на Скопскиот Санџак. Кога имаше појќе вака намус, што се вика, за постарите си ималата и свекрва, и свекор, тогаш или сега? Тогаш имаше поштовање, сега послаби се вија младиве. Ама вика, луѓето се смени времината, не е веко исти. Така е, така нека биде напред младите. Така е, така е. Ја од моја страна, друго не гледам. Да ми живееш 100 години, кој ќе дојде ме пада да стоиш вака како сега на нога и пада да пееш песни и да играш орова заедно со твоите внуци. Може ли така? Така, може. Се од ваша усто може уши да.
Горно Лисиче е запишено во пописниот дефтер од 1467-1468 година, кое му припаѓало на тимарот Капуџи Хамза Мехмед бек, во кое живееле 20 домаќинства. Во истиот дефтер запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, јачмен 1 муд, овес и рж и од улиште 98 акчиња, а од усур од овошје 30 акчиња. Во втората половина на 16 век селото Акбаш му припаѓало на тимарот Мехмед бек. Во овој период целата територија била поделена на следниот начин: чифлик на Дедебалди и Дозан бек, чифлик на Кара Мустафа бек, чифлик на Абдула бек, чифлик на Сейди бек, чифлик на Јолданш бек, чифлик на Нази Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 42 домаќинства, сите мухамедански. Пред крајот на турското владение, состојаници на чифлиците во селото Горно Лисиче биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Тевди бек, Аджи Абдула бек, Аджи Рауф бек и Исмаил ага Казас, кои им припаѓале на скопските турски родови Казаслар, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено чипчиите, кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Според дефтерите кои ги воделе овие чифлик сајби, во селото Акбаш живееле семените родови на исполџиите Стефан, Ристо, Петре, семениот род на момокот Стојан, семениот род на надничарот Трајко, семениот род на момокот Нешо и семениот род на момокот Цветан. Според овие дефтери во селото Акбаш се доселил и семениот род на Цветковци, кој во селото Акбаш се доселил од скопското село Огњанци. Дека селото Горно Лисиче на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394 година до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ. Дека селото Горно Лисиче на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, а во селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1959 година, за селото Горно Лисиче го забележал следното. Од најстари времења скопското село Горно Лисиче се наоѓа на денешната локација во рамницата на плодната Скопска котлина во близина на утоката на Маркова река во Вардар. Во минатото селото Горно Лисиче било географски лоцирано и представувало составен дел на областа која го опфаќала долниот слив на Маркова река, кој се делел на главни три дела: горни села, долни села и Каршија. Горно Лисиче припаѓало на долните села заедно со селата Долно Лисиче, Моране, Студеничани, Драчево, Љубош, Батинци, Држевица, Варвара и Маркова Сушица.
Селото Горно Лисиче, кон крајот на владеењето на Отоманската империја, административно припаѓало на вилаетот Каријакол, кој пак припаѓал на Скопската каза. Од 1912 година па се до 1944 година Горно Лисиче припаѓало на Скопската колија. Од крајот на 1944 година од селото околу Маркова река и од Кадина река, во кое припаѓа и селото Горно Лисиче, била образувана посебна Драчевска колија со седиште во селото Драчево. Во 1947 година споменатата колија била укината и селото Горно Лисиче заедно со другите села повторно влегло во Скопската колија. Денеска Горно Лисиче во составот на општината Киселавода. Поради проширувањето на селото, денес речиси и нема територијална разлика помеѓу ова населено место и општината Киселавода, поради што тие представуваат скоро единствена територијална целина. Во минатото оваа скопска населба било село од разбиен тип, составено од неколку мала, горно, средно, долно и доселеничко мало. Првите три мала го сочинувале главниот дел од селото, додека пак четвртото мало било образувано во 1918 година од доселеници не само од Македонија, туку и од незиното блиско соседство. Ова мало во минатото се наоѓало јужно од селото. Сред селото во Горно Лисиче селаните од памтивека го нарекувале Гумење. Името Гумење го добило затоа што за време на владеењето на отоманските спахи тука се одбивало вршењето на житото. Според досегашните утврдени сознанија, денешното село се наоѓало на 700 метри источно на местото викано Куќиште, како што мештаните и денеска го нарекуваат Пусти куќи. Во тоа време селото броело 40 куќи. Во 1900 година овој дел на Скопската котлина била поплавена од надојдените води на Маркова река, каде што од оваа природна непогода настрадало и тогашното село Горно Лисиче. Заради тоа, мештаните од тоа време биле приморани да го напуштат многовековното нивно живеалиште и да ја формираат новата населба со истото име Горно Лисиче, а во вистинска смисла на зборот, денешнава населба се формирала во 1915 година. Од чивчиството селаните од селото Горно Лисиче се ослободиле по 1912 година и 1925 година. Во тоа време селаните си ги откупиле своите ниви. Во административно-управен и територијален поглед по 1918 година селото Горно Лисиче продолжило да екзистира како составен дел на Драчевската општина. Според официјалните статистички податоци објавени во целото кралство на србите, хрватите и словените во 1921 година, во тоа време селото Горно Лисиче припаѓало на општината Драчево, која имала 10 населени места со 617 домови и 4710 жители. Горно Лисиче, според овој попис, броело 508 домови и 560 жители. Иако ова село многу векови било под различни владенија, сепак образовниот процес никогаш не запрел. Почетоците на организираната просвета дејност во селото датираат од крајот на 19. век. Првото училиште се отвора во 1888 година, кое се наоѓало веднаш до црквата. Првиот учител бил Мице Мирков од селото Горно Лисиче. Просветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу Првата и Втората светска војна останале на ниско ниво, како и до тогаш.
Новата држава на кралството на Југославија се обидела да му посвети поголемо внимание на образовниот процес. Училишниот процес продолжил да се одвива се до 1941 година, кога наставата се одвивала на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година на бугарски јазик. По ослободувањето на селото во месец ноември 1944 година, наставата се одвивала на македонски мајчин јазик. Господине Цветковски, еве овдека покрај ова убавина што ја има црква на Свети апостоли Петар и Павле и овој прекрасен црковен двор. Вие сте и така наречен раководител на културно-методичко друштво Никола Јанкова цар. Ајде малку да ни кажете за личната карта на ово културно-методичко друштво. Па да, друштвото Никола Јанкова цар е основано 1978 година со основна цел да го негува и собира околното богатство, да овозможи слободни активности на младината, на возрастните и на тој план до денеска успешно работиме, непрекинато действуваме и имаме спредно многобројни активности. Позборуваме за многобројни активности, за да кажам дека друштвото е организатор на повеќе културни манифестации. Значи тука сме со Веленци средби, кој се видеа повека во соработа со црква Свет Петар и Павле во Велисиче. Имаме во Царојденови, значи во чест на нашиот патрон, тај веќе значајна културна манифестација која се реализира во градот и пошироко. Имаме и детски и фолклорен фестивал Цветови, кој што исто така се реализира во соработа со црква Свет Петар и Павле, значи потоа што се реализира во манастир Рокерен, се наоѓа во Пинтија. Освен овие активности, ние имаме многобројни меѓународни културни активности. Амбасадори сме на нашата држава во светот, учествуваме на многу манифестации, воспоставуваме голема соработка со многу фолклорни ансамбли од земјата и странство и сметаме дека нашата цел успешно до сега ја спроведуваме. Како е ова што се вика да се негува фолклорот, да се негува македонската песна, да се негува македонското оро, кој што се пренесува од колено на колено, генерација на генерација, пред се на овие нашите малите, кои што ќе растат и ќе бидат, ќе продолжат таа традиција, таа култура на македонскиот народ. Да, значи прво сега ме кажем дека најголема цел ми е младината да собереме во нашите редови, правилно да ја насочиме, да не иде по нејзо што денеска владеат во светов. На тој план имаме голем успех, зашто денес имаме околу 250 членови кои што членуваат на друштвото. Работиме повеќе основни училишта во нашата општина Аеродром и на тој план действуваме, ја местуваме љубовта кон фолклорот на македонски. Децата тоа го прифаќаат, многу се стресни и тоа ми дава една сила, енергија, поддржи и пратаме да го работиме. Сепак ова се аматерски активности, ние работиме аматерски, и тоа не не спречува да успешно ги спредуваме нашите активности. Во подалечното минато, селаните од селото Горно Лисиче учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење за самостојна Македонија. Тие учествуваат и во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Селото било активен центар на илинденското востание. Исто така, горнолисичани не ги избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, било речиси сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Јас сум Гоце Стевковски, родом од Горно Лисиче. Мојата фамилија е една од најстарите фамилии во Горно Лисиче. Се уште и тука живееме. Иначе сум актуелен председател на Илинденскиот марш, каде што на 27 јули секоја година по традиција од овде, од кругот на оваа црква, тргнува маршот пред да тргне по маршрутата према Ставно до Крушево. Тоа е на 27 јули. Иначе во црквата, во кругот на црквата се прави тогаш една
пообемна прослава во име на тој настан. Маршрутата на маршот е од овде, од црква Свети Петар и Павле, преку Долно Лисиче, Петровац, Велес, Стровија, Богомила, Стровија, Пилепско поле преку Црнилиште, Ропотово, Билгаштани и на 31 во вечерните часови негде од 18 до 19 часот навечер се стигнува во Крушево, каде што со самото пристигнување во Крушево се презима програмата од 10-дневна Крушевска република околу учеството и со самото тоа ние се понашаме онака како што е предвидено со програмата 10-дневна Крушевска република. Со тоа што на сите линденци им подавате чест? Самиот чин на линденскиот марш е да се обноват јавањата и почита према сите оние кои го дадоа својот живот за ова денеска што имаме ние независна македонска држава. Почитувани мои, мештаните од селото Горно Лисиче ми раскажа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, меѓу која и приказната за нивниот соборен селски храм, црквата Свети Апостоли Петар и Павле, која ми ја раскажа моите домајчини Гоце Трпчевски и Гоце Стевковски, заедно со нивните соселани горнолисичани, каде што од нивната страна бе поканет да присуствувам на осветувањето на новоизградените конаци на црковниот храм Свети Апостоли Петар и Павле, каде што со молитвениот чин чинонацарствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, архиепископ Македонски и Охридски и Скопски митрополит, заедно со архиерейското скопско намештниство и црковниот одбор на соборниот храм во селото Горно Лисиче, Свети Апостоли Петар и Павле, ќе ви ја раскажам во следното продолжение на овој документарен запис.